Нема подобар начин да ја започнеме новата сезона на Автомагазин отколку со извештај од голем сајам. Годинава по трет пат тој се одржа во Минхен. IA Mobility 2025 испрати моќна порака до светот, дека електрификацијата ништо нема да ја забави колку и да во овој момент изгледа загрозена. Првенчето од нашата 30-та сезона го посветуваме на новитетите што ги регистриравме во главниот град на Баварија. Започна автомобилската есен. Третиот поред салон во Минхен со официјален назив IAA Mobility 2025 испрати моќна порака до светот дека електрификацијата ништо нема да ја забави колку и да во овој момент таа изгледа загрозена. Најголем дел од новитетите, посебно од оние производители кои гласно се противат на целосната забрана на возила со класични мотори, беа електрични. Предводеа германските марки, кои во Минхен беа во комплетен состав, без разлика дали имаа нешто ново да покажат или не. И кинеските ги имаше во значителен број, но за жал другите можеа на прсти да се избројат. Атмосферата ја подгреваа и бројните изложувачи на нови и напредни технологии, како и тематските рути за посетителите и организираните бројни професионални настани. Минхен 2025 ќе остане запаметен и по големиот број посетители. Организаторите проценуваат дека ги имало добро над половина милион. Најсилен впечаток на сајмот во Минхен остави BMW, не затоа што е на домашен терен, туку што го лансираше првиот модел од Neue Klasse, генерација на возила кои ќе ги понесат новиот дизајнерски јазик на куќата и новите технологии со кои баварците се одвојуваат од сите премиум марки. Првиот модел е iX3, електрично спортско активно возило кое со едно полнење на батериите може да помине 805 км. Нашата прошетка низ салонските премиери ќе ја започнеме со најголемиот новитет – Neue Klasse. Семејството на BMW представувано од првиот негов член, кросоверот iX3. Настапувајќи како најважен модел на марката во последните неколку децении, ќе ја поведе во пресвртница исто како што тоа го стори неговиот истоименик во 60-тите години од минатиот век. Со него BMW започнува нова иднина, создава ново лице кое ќе владее низ целата нејзина гама, бидејќи тој е само почеток. Платформата е од нула направена да биде електрична и овој модел нема никакви допирни точки со сегашниот X3, кој ќе продолжи паралелно да екзистира. Архитектурата на 800 волти овозможува исклучително брзо полнење. За 10 минути ќе повлече струја за поминување 372 км, а вкупната автономија со полни батерии е 805 км. Поддржано е и двонасочно полнење, а електромоторите од сопствен развој кои се поефикасни, полесни и поевтини за производство со своите 469 коњски сили, ќе го забрзаат до 100 км на час за само 4,9 секунди. Ќе се произведува во новите погони на компанијата во Унгарија, а продажбата по цена во Германија од 68.900 евра ќе му започне напролет. Во сета таа возбуда околу неговото представување, малкумина забележаа дека има ново лого на марката кое дискретно еволуираше и сега има почист дизајн. Настапот на BMW како групација беше зачинет со две лути верзии на Mini John Cooper Works, една бензинска, друга електрична, креирани во соработка со лайфстайл брендот Deus Ex Machina. Не беа заборавени ниту мотопоклониците на кои студијата Vision CE им отвора нови перспективи. Замислен како средство за превоз во урбаните центри, покрај со електричниот погон се истакнува со кафезот околу возачот, која зголемува безбедноста и елиминира потреба за кацига и заштитна облека.
Интересна е и функцијата за самобалансирање, која му возможува самостојно да ја одржува равнотежата кога стои во место. Соседниот штанд беше резервиран за кинескиот Leapmotor, чии возила се пласираат под капата на Stellantis, за кој Минхен беше место за светска премиера на новиот електричен модел B05. Како што сега е модерно кај возилата што доаѓаат од далечниот исток, овој хеджбек од C-сегментот долг 4,4 метри има чисти дизајнерски линии. Се обраќа на помладите, урбано настроени корисници, а интериерот за жал не е покажан. Изложеното возило беше заклучено и со затемнети стакла. Не се објавени ниту техничките податоци. Истовремено беше означен и почетокот на продажбата на компактниот кросовер B10, кој со својата цена од 30.000 евра сигурно ќе го привлекува вниманието на купувачите. Рено беше еден од ретките негермански производители кој настапи во Минхен, за што имаше добра причина. Ја представи новата генерација на Clio. Бестселерот на марката, сега пред се енергичен и со новиот препознатлив стил, со поаглест изглед делува некако гордо. Само еден поглед е доволен да се свати дека е вложена значајна работа за преобликување на пропорциите со подолгата хауба, продолженото меѓуоскино растојание, динамичната линија на покривот и сензуалната силуета. Карактеристично е и што задните светла се поделени, а багажникот нуди 391 литар простор, што е значително повеќе од претходниот. Освен што е сериозно променет, Clio располага и со во секој поглед унапредени погонски групи. Сосема новиот хибриден 1,8 литарски мотор од 160 коњски сили има комбинирана потрошувачка од само 3,9 литри на 100 километри и рекордно ниски 89 грами на километар јаглерод диоксид. Освен агрегат во понудата е 1,2 литарскиот трицилиндричен турбо со 115 коњи, додека за еколошкиот карактер придонесува и Eco G моторот со 120 коњски кој работи на автоплин. Во внатрешноста посебен фокус е ставен на квалитетот и користењето рециклирани материјали. Има двоен екран со OpenAir Link мултимедиски систем со интегрирани услуги на Google, а за помош на возачот се грижат 29 современи електронски системи. Продажбата ќе му започне за некој месец. Турците започнаа со освојување на Европа, од каде ако не од Германија. Прва станица им е Минхен, каде на публиката ги представија своите електрични модели. За T10X веќе се знае се, дека има 218 или 435 коњски сили, автономија меѓу 314 и 523 километри и цена од 41.600 евра, а испораките ќе започнат од идната година. Седанот T10F пак е сосема нов и тука ја имаше својата светска премиера како серијски модел. Ја има истата механика како и кросоверот, но автономијата кај него се искачува до 623 километри. Заслужна за тоа е и аеродинамиката, бидејќи Pininfarina, како негов дизајнер, успеа да му обезбеди облик со коефициент на отпорот на воздухот од само 0,24. Цената засега не му е позната. 15 години вие одбирате, ние купуваме за 24 часа. 15 години над 10.000 клиенти. 15 години општествено одговорна компанија. 15 години доверба. 15 години лидери на пазарот. Финансираме патнички возила, комерцијални возила, камиони, пловни објекти, опрема и машини за вашиот бизнис.
Во потрага сте по совршен автомобил? Со Чери добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Чери добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk. Oh, it's a head turner. All eyes on it when it passes the corner. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Чери добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk. Метрополис, број 1 радиомрежа. Групацијата Volkswagen на најдобар можен начин покажа дека е способна да ги надмине предизвиците и да ја модулира сопствената иднина. Со десетина премиери од сите марки на групацијата, најмногу се издвојуваше со ID Polo, кој ќе биде првиот електричен модел способен да се спротистави на силната кинеска конкуренција. Време е за промени, но само во означувањето. Така најдобро може да се опише настапот на Volkswagen, кој во Минхен покажа дека е подготвен со сите сили да ја брани пазарната територија. Така, според новата номенклатура, идните електрични модели ќе ги имаат традиционалните имиња, кои на купувачите им се добро познати. Прв ќе биде ID Polo, кој ќе се бори против кинеската конкуренција со својата цена, која ќе стартува од 25.000 евра. Предводник е на новото семејство помали електрични модели со должина од околу 4 метри, кои ќе се произведуваат во Шпанија, составено уште и од Cupra Raval и Škoda Epiq. Подоцна ќе им се придружи и мал кросовер, замислен како електрична алтернатива на T-Cross, чиј модерен изглед најавува ново стилско изразување кое ќе биде применето на сите идни модели. Дизајнот му е чист и јасен и се надоврзува на веќе видените концепти. Обликуван е со акцент на позитивниот карактер, при што светлосниот потпис напред треба да долови впечаток на насмевка. Делумно може да се забележи и дека дизајнерите кај некои детали се имаат инспирирано од историските модели на марката. Техничка основа на сите нив ќе биде унапредената MEB Plus платформата со погон на предните тркала. Од деталите засега се знае дека за прв пат на ниво на групата ќе се користат батерии со унифицирани ќелии кои ќе обезбедуваат автономија и до 450 км. Се очекуваат повеќе погонски групи, меѓу кои најмоќни ќе бидат оние за ID Polo GTI и Cupra Raval, која е сериска верзија на концептот Urban Rebel. Чешкиот представник пак ќе освојува со истакнатата практичност на внатрешноста и свежиот дизајнерски стил, применет однадвор и одвнатре. Ги комбинира робусноста и функционалноста, а автентичноста е изразена преку дневните светла во облик на буквата Т и линиите кои визуелно ги одвојуваат деловите на каросеријата, давајќи му динамична и моќна појава. Така ќе изгледа и новата Octavia, која Шкода ја најави со револуционерниот концепт Vision O, покажан како правец во кој ќе се развива дизајнот на идните модели на марката. Тој исчекорува со смел скок напред во еволуцијата на сегашниот стилски јазик, но притоа почитувајќи ги поставените цели за одржливоста, внатрешната архитектура и иновациите фокусирани на потребите на клиентите. Донесува повеќе агресивност со елементи на блага носталгичност, а LED маската е вклопена во прилично сложениот преден профил со вдлабнување на горниот дел, кои изгледаат како да има заби.
Во ист стил, со остри агли, е изведен и задниот дел, а силуетата задржува масивен, не толку мускулест облик, давајќи му на целиот автомобил правилни и визуелно ненападни пропорции. Податоци за погонот нема, ниту пак кога треба да го очекуваме серискиот модел, што секако нема да биде така бргу. За разлика од него, нешто малку повеќе се знае за најновиот модел на Купра, кој со должината од 4,7 метри има тенденција да застане на врвот на понудата на марката, чиј одвојување од основната гама на Сеат се покажа како вистински потек. Називот Тиндаја, кој го има добиено по вулканската планина на Канарите, која за локалното население важи за свето место, што најдобро го опишува неговиот жесток карактер, кој ќе го докажува и со изборот погонски агрегати – бензински, дизел, хибридни и плагин, со моќности до 500 конјски сили. Предниот дел, стилски обликуван како нос на ајкула, има осветлено лого и уникатна црна маска на долниот дел. Облините изобилуваат со триаголни акценти, а тенките столбови на покривот, кој има структурен рбет во форма на буквата Y и два отстранливи панели, му даваат пливачки ефект. Не се знае кога овој живописно агресивен кросовер ќе стане сериски производ. Својата минхенска офанзива групата Volkswagen ја прошири и со Porsche 911 Turbo S, кој сега располага со 711 хибридни конјски сили и уникатниот концепт C на Audi, со кој се најавува нова ера на марката. Со нова филозофија која треба драматично да го промени начинот на кој во иднина ќе ги гледаме автомобилите со логото со 4 прстени, има задача да најави целосно нов електричен родстер со 2 седишта за кои кружат многу гласини и малку изворни информации. Се верува дека ќе го види светлото на денот некаде во 2027 година, а што ќе донесе од техничките иновации, доправа ќе дознаваме. Својот настап Volkswagen го комплетираше уште и со покажувањето на американскиот Scout и прототип на мотоцикл Ducati со батерии со цврст електролит. Сакајќи да ја засени најголемата премиера во Минхен, Мерцедес наново ја светна трикраката ѕвезда и ја постави на огромна маска на новиот GLC EQ. Традиционалистите ќе бидат задоволни, но и оние со модерни сваќања, бидејќи не е само нејзиниот сјај адут на новиот електричен кросовер. Тој, со бројните технолошки иновации и подобрената просторност, цврсто гази по патот на својот претходник, кој важи за најдобро продаван модел на марката. Затоа и мора да поставува нови стандарди, меѓу кои и германците посебно го истакнуваат новиот оперативен систем со вештачка интелигенција. Тој ги интегрира и контролира сите аспекти на возилото, од инфозабавниот систем и автоматизираното возење до удобноста и полнењето на батериите. Комуницира со патниците преку огромен дисплеј со големина од 39,1 инчи, најголем досега вграден во Мерцедес. Импресивноста на појавата која се одлучија дизајнерите е само израз на неговите карактеристики и технологии. Двата електромотора со своите 490 конјски сили сега можат да го дотераат до 210 км на час, но и да повлечат приколка од 2,4 тони. Адаптивното воздушно ослонување е превземено од S-класата, а батериите му овозможуваат автономија до 713 км. Има 10 камери, 5 радари и 12 ултразвучни сензори, а посебна иновација е и транспарентната хауба, која со проектирање на сликата пред предната оска на екранот го олеснува возењето по лоши патишта. Во продажба ќе се најде во првата половина на идната година. На штандот на марката, друштво му правеше и концептот AMG GTXX, за кој инженерите на Мерцедес се пофалија дека постигнале неверојатни 1041 киловат моќност на полнење на неговите батерии. Поинаку кажано, овој прототип за една минута повлекува струја за поминување 125 километри. Opel во Минхен имаше скромен штат, но две силни премиери. Спортската линија GS прва ја донесе мока, додека бомбастичната корса GS Gran Turismo покажува во кој смер ќе се движат идните електрични модели на молњата од Русселсхајм.
Opel на бомбастичен начин го одбележа најновото лансирање на GSE спортската линија модели со концепт истовремено подготвен за вистинскиот и виртуелниот свет. Corsa GSE премиерно ги покажа карактеристиките на предстојните електрични модели наменети за бескомпромисните, кога перформансите се во прашање. А тие се импресивни. Љубителите на брзината ќе може да ги почувствуваат во можеби најпознатата тркачка симулација, каде нејзините 800 коњи ќе забрзаат до 100 км на час за само 2 секунди и дотераат до максимална брзина од 320. За овие бројки треба да е заслужен и аеродинамичниот дизајн, кој плени со агресивноста. Острите линии, прецизните контури и техничките детали му обезбедуваат недвосмислен карактер. Ги забележуваме специјалните завесички на предните и задните крила, ефикасните аеротркала, активниот дифузор и аеродинамичниот спойлер, кои на автомобилот му даваат оптимален баланс меѓу изгледот и перформансите. Како што доликува, внатрешноста инспирирана од тркачките патеки, со својот минималистички концепт, на возачот ќе му нуди од ништо неконтаминирано искуство. Малиот спортски управувач овозможува совршен поглед на head-up дисплејот, додека дополнителните екрани целосно се елиминирани, се во функција на максималната концентрација и уживање во возењето. Opel со својот концепт всушност сакаше да покаже дека трите букви GSE, врежани во колективната меморија на љубителите на марката, во иднина ќе бидат символ за спој на технологиите, перформансите и иновациите. Колку тие ќе ги поместуваат границите на вообичаеното, купувачите ќе можат да дознаат кај Moka GSE, која веќе е достапна за нарачки. Кинеските марки стануваат се попривлечни за европските купувачи. Повеќе од јасно е дека нивното време доаѓа, бидејќи покрај добрите технологии и завршната обработка, тие сега имаат и атрактивен дизајн. Следниот блок го посветуваме на моделите што ни доаѓаат од далечниот исток. Ниту еден настан во Европа не може да помине без кинеските производители. Во Минхен ги имаше десетина. Има новитети, но настапот им беше некако воздржан, како да не сакаат да привлекуваат премногу внимание за да не добијат уште некој процент царини. Меѓу оние кои настапија, посеопфатно се издвојуваше Чанган, кој премиерно во Европа го покажа компактниот кросовер Deepal S05. Кинезите положуваат големи надежи во него, зашто основа им се модерниот изглед, практичноста и цените, кои стартуваат под 40.000 евра. Понудата се состои од две верзии, со 268 коњски сили и посилната со два електромотора со вкупно 429 коњи, а автономијата се движи меѓу 445 и 485 километри. Секако, место на нивниот штанд имаше и за веќе присутните на пазарот модели на Аватар. Дека е подготвен за освојување на европскиот пазар, покажа и ГАК, чија намера е стариот континент да стане еден од нивните најголеми извозни пазари. За остварување на овие амбиции подготви армија електрични возила за кои се разгледува и можноста за локално производство за да се избегнат царините. Најмногу типуваат на компактниот хеджбек Ion UT и средно големиот кросовер Ion V. Лани оваа државна компанија која во Кина е партнер на Honda и Toyota продаде 2 милиони возила, од кои извезе 127.000. По сериозен настап имаше и Аито. Беа изложени неколку модели кои на прв поглед не изгледаат толку атрактивно, но тоа се менува од корен ако се знае дека се настани како плод на соработка меѓу Huawei и групата Ceres. Нудат напредни технологии, флексибилни погонски склопови и конкурентни цени со кои би можеле да ја раздремаат кинеската понуда на европскиот пазар. Но за тоа ќе треба време кој тие го имаат на претек. Xpeng во Минхен ја прикажа новата генерација на P7 и тоа гордо нарекувајќи го овој модел прв серијски автомобил кој нуди автономно возење. Поддршката за тоа ја има во системот од 4-то ниво со вештачка интелигенција. Според првите информации, оваа спортска лимузина на европските пазари ќе биде достапна со електромотор со 593 коњски сили и батерии кои ќе овозможуваат автономија од 560 км.
Објавено е дека до крајот на овој месец, токму во Минхен, ќе биде отворен и истражувачко-развоен центар. Најстариот кинески производител, First Automotive Works, најави проширување на своето засега доста ограничено присуство во Европа. Тоа ќе го стори преку својата луксузна марка Hongji, чиј новитет EHS5 според нив располага со клучните адути да ги придобие купувачите: голема автономија, висок комфор и пред се безбедност. Со малку поинакви адути пак настапи Beijing Automobile Works, кој под својата марка, невообичаено означена со бројките 212, ќе го нуди робусниот теренец T01 со дизел мотор. Па нека име со среќа. После подолг период препукувања и меѓусебни обвинувања, Европската комисија и Асоциација на производители на возила има стратешки диалог од кој произлезе порака дека е потребна смела и брза акција во 3 одвоени насоки. Конкретно истовремено мора да се исполнат 3 цели: декарбонизација, засилување на конкурентноста и на отпорноста на синџирот на снабдување, бидејќи само таков баланс може да овозможи европската автоиндустрија да ја одржи водечката улога во глобалната транзиција кон нулта емисии. Се нагласува дека итно треба да се прилагодат стандардите за издувните гасови кон реалната ситуација, за да се зголемат мерките кои ја поттикнуваат побарувачката и да се обезбедат клучните предуслови за тоа, како што се пристапната енергија и широката инфраструктура за полнење. Посебно кај комби возилата, чија состојба на пазарот е оценета како критична, со оглед дека електричните учествуваат со само 8,5%. Индустријата е децидна, возилата се подготвени, но условите за нивна употреба не се. Наред сега се политичарите да ги спроведат заклучоците. Минхенскиот сајам покажа дека полака, но сигурно се враќа ентузијазмот кон неговото височество, автомобилот, а што е поважно, се чувствува и оптимизмот со кој го зрачат производителите, иако се соочени со многу предизвици. Ви благодарам на вниманието, се гледаме следната сабота.